Да, дебатната емисија ја продолжуваме со господинот Бесим Небију, политички аналитичар, кој не се вклучува онлайн директно од Словачка, од Братислава. Чинам, господине Небију, дали се слушаме? Добар ден, здраво се слушаме. Да, во ред, супер, имаме добра конекција, се надевам дека ќе имаме и добар разговор. Ајде за почеток вака, бидејќи тоа е најново, една генерална оценка за вас за работата на владата на Димитар Ковачевски. 100 дена влада, се разбира дека од она што го кажуваат од Илинденска безброј е дека тие сметаат дека првите 100 дена со оглед на околностите, на пандемијата, на светската безбедносна и економска криза, дека поминале добро. Како вие прво ја оценувате работата на Ковачевски? Јас не би кажал 100 дена влада, туку 100 дена Димитар Ковачевски. Да. Мислам дека треба да го земеме факт дека денеска е 67-ми ден од почетокот на војната во Украина и дека тој настан има привлечено голем дел од вниманието на јавноста од тоа што нормално би било насочено кон работата на владата, зборам за македонски прилики, меѓутоа и за сите други држави, така да има известна доза на засенетост на работењето на владата и на генерално на домашните, односно националните политички теми од тие глобални и регионални кои ги предизвикува украинската војна. Меѓутоа да, мислам дека владата, односно мандатарот, премиерот Ковачевски превземе една постоечка влада по оценка на дотогашниот лидер Заев дека по изборите, локалните избори треба да се направи некој ресет во партијата. Да, главното прашање тука дали тој ресет се направи, односно дали јавноста така го перцепира. Мислам дека ако целта на првите 100 дена е да се стабилизира новите ликови, новата конституција на владата и новата структура, веројатно во тој смисол овој процес е успешен. Мислам дека не помина со преголеми скандали, односно немаше премногу потреси во уигрувањето, да кажеме, на новиот тим и новите констелации. Доколку го поставиме прашањето дали владата има политичка иницијатива, што е веројатно потешко во 100 дена, одговорот би било не. Така да мислам дека е некој нерешен резултат, ако можам да така се искажам во спортски жаргон. Значи, стабилизирана влада која што нема се уште некоја голема политичка иницијатива и тоа веројатно и анкетите го покажуваат. Да, добро, ако зборуваме сега за некој пресуден момент од политички аспект, да речеме, последно што се случи е апсењето на генералниот секретар на владата Мухамед Зекири. На некој начин тоа е поврзано и со извештајот на Стейт Департментот за Македонија за последниот извештај, во кој меѓу другото се вели дека се нотираат и случаи на сериозна владина корупција во кој беа вмешани високи функционери, а Стейт Департментот посочува дека владата презела чекори за идентификување, истрага, кривично гонење и казнување. И така натаму, се разбира во овој извештај не влегува случајот на господинот Зекири, туку пред тоа на Драги Рашковски, веројатно и на други функционери. Сега, овие постапки на јавното обвинителство може да се гледаат на два начини. Еден е дека тие откриваат сериозна корупција во владата, но од друга страна и дека правниот систем функционира и ги детектира тие аномалии за разлика од порано. Значи, тоа е несомнено во однос, мислам, по двете прашања. Мислам дека никој повеќе не се обидува да сокрие дека нивото на корупција во Македонија е алармантно и едно од највисоките во Европа, сигурно едно од највисоките во Европа. Да го гледаме и дека перцепциите се соодветни, владата се бранеше на почетокот, првите 2-3 години од мандатот дека се работи за перцепции кои што се базирани на претходниот период, меѓутоа оваа влада, односно оваа владеачко мнозинство е веќе 5-та
година на власт и перцепциите не само што се немаат значително подобрени, туку во некои правци остануваат и лоши. А перцепциите се добар индикатор. Доколку има значително подобрување на перформансите во однос на владењето на право и корупцијата, граѓаните ќе го забележат тоа. Така да постои директна корелација меѓу перцепциите и степенот на корупција, токму затоа тие кои се експерти за корупција ги користат тие индикатори, инаку не би ги користеле. И тие важат за сите земји. Така да мислам дека е многу јасно дека корупцијата е на алармантно ниво, дека таа го сопира развојот, не може да се развие земја која што нема ресурси, како Македонија, зборам за природни ресурси, со такво ниво на корупција никогаш нема да направи економски развој и помак. Корупцијата го совладува, го исцрпува целиот креативен и економски потенцијал на државата, односно на општеството, и доколку таа не се тргне, никогаш нема да имаме некаков напредок. Тоа треба да биде јасно и мислам дека на се поголем сегмент од општеството му е јасно. Дали ова реален помак? Да, мислам дека се воспоставени одредени преседани во последните 5 години, високи функционери на владеачката структура се под истрага или во судски процес, што е преседан во однос на минатата влада, бидејќи не се сеќавам дека било кој функционер, иако имаше многу скандали, многу сомневања, ниту еден функционер во текот на функционирањето на претходната коалиција, односно влада, не беше осуден, односно не беше ни под истрага, постоеше фактички некој вид на политичка заштита од прогон за тие кои што се на власт. Тоа очигледно сега не функционира и тоа е квалитативен напредок. Дали тој напредок е одржлив, дали е долгорочен, ќе покаже времето, односно ќе покаже дали ова ќе стане некој вид на исклучок, некој интеррегнум, што би се кажало во овие 2-3 години, или ќе стане работа на целосна, ќе стане пракса, односно демократски преседан. Доколку биде второто, тогаш мислам дека и функционерите и оние кои што се нивни спонзори и политичките партии ќе внимаваат што прават дур се во функција, бидејќи ќе се плашат фактички од санкции лични, колективни, групни, политички. И се разбира, овие процеси никогаш не се линеарни, некогаш одатива во погрешна насока. Има регресија во демократијата, има регресија во практиките на владење и на политичката култура. Тоа сме го виделе повеќе пати во последните 30 години. Останува да видиме што ќе се случи во наредниот период. Стейт департментот и сите други мериторни и европските извештаи го констатираат нивото на корупција, кое што впрочем го постои секаде во Западниот Балкан, и тоа го одделува, тоа го прави Западниот Балкан поразличен од другите земји во Европа, затоа што има алармантен и стабилен, долгорочен процес во кој што корупцијата е и владењето на правото се под знак прашални, кои не се европски, не личат на другите земји во Европа. Но не знам дали во другите земји, не ги знам истражувањата на јавното мислење таму, но ми се чини дека оној податок кој го изнесе американската амбасадорка Кейт Мери Брнс за тоа дека само 8% од луѓето веруваат во правосудството во Македонија е фрапантен. Не верувам дека во другите земји е толку мал процентот како во оваа земја. Сега ги немам точните податоци, меѓутоа 8% значи дека 92% не веруваат во правосудниот систем и тоа е неспоредливо со било која друга земја. Тоа кажува некое целосно фијаско фактички на поредокот на судската и политичката власт, бидејќи судската власт е поврзана со политичкиот систем. Тие суди, таа судска власт се избрани во еден момент од политичарите и очигледно јавноста тоа го перцепира, а јавноста е секогаш во право.
кога перцепира, посебно за вакви крупни прашања, оценката на граѓанинот е секогаш точна. Дали, добро, во поглед на ова, на политичката влада на Ковачевски, сега кога гледаме од дистанца, кога го гледаме повлекувањето на господинот Заев, кој беше на вистина изненадувачки, и тогаш после локалните избори сите ја кажуваа дека тој навистина нема никаква потреба да се повлече, дека се локални, дека не треба да се прави паралела, но после сето ова што се случи во изминативе 3 месеци и со процесите за високи функционери, но и во поглед на тешкотиите во преговорите со Бугарија кои се очигледни, се чини дека тогашниот премиер Заев знаел нешто повеќе од останатите и зошто се повлекува. Мислам дека ова е тежок период за владење, било каде, во било која земја. Имаме, значи, висока инфлација, пораст на цените, предизвикани нели од постпандемискиот период, од пандемискиот период, па војната во Украина, раст на уште еден талас на раст на цените, кој што го прави владењето релативно неатрактивно. Во овој период одредени политичари веројатно кои што се во опозиција се чувствуваат по-комотно тие што се на власт. Зборам генерално за Европа. И мислам дека во случајот на Македонија повлекувањето на премиерот Заев, кој што се согласуваме без преседан не само во Македонија, туку во регионот, мислам дека ниту еден премиер не поднел оставка поради пораз на локални избори, посебно што тој пораз не беше резултат на некоја голема победа во однос на гласачкото тело на страна на ВМРО ДПМН, едноставно гласачите на СДСМ не излегоа на гласање еден добар процент и тоа ја направи разликата. ВМРО не го подобри скорот во однос на пред 4 години, само го задржа своето гласачко тело кое што е и онака подисциплинирано од гласачкото тело на левицата во Македонија, мислам на социјалдемократите, не на левица како партија. Така да од таа гледна точка мислам дека целта беше да се направи одреден ресет за да се добие политичка иницијатива на страна на власта, да се обиде да се реши спорот со Бугарија, бидејќи фактички во овој момент сите чипови на оваа власт и конјунктура се инвестирани на европскиот проект, односно на почетокот на преговорите. И ова беше и во таа насока обид да, според мене, да се подобри ситуацијата на владеачката партија и на коалицијата, нели да се зајакне коалицијата, за да може да се направи еден обид. Бидејќи мислам дека нерешавањето на ова прашање оваа година или во овој моментум ќе го остави среднорочно прашањето нерешено и ќе имаме една слична епизода како таа со Грција, што ќе доведе до силни дестабилизирачки моменти и тензии и ситуации, бидејќи ќе го изгубиме на среден рок наративот, кохезивниот наратив на Европската Унија, кој што јонака не беше реален, можеби, односно не го осеќаме како нешто што ќе се случи реално утре, е сепак фактор кој што не држеше под одредена цел стратешка. Да, кога сме кај Бугарија, вчера беше во посета на Скопје господинот Оливер Вархеи, пред тоа беше во Софија, денеска во посета на Скопје во склоп на регионална турнеја е помошник државната секретарка на Соединетите Американски држави Карен Домфрид. Се чини дека има некаква дипломатска иницијатива во однос на македонско-бугарскиот спор, но и ја има и онаа порака на премиерот Петков дека тој ќе го помести ветото доколку влезат бугарите во уставот во првото поглавје. Се чини дека доколку имавме еден позитивен моментум во односите помеѓу Македонија и Бугарија со доаѓањето на Кирил Петков на власт и оние први средби со Димитар Ковачевски, дека потоа работите не одеа толку сјајно и дека повторно се наоѓаме во некаков јазол
Како вас ви се чини овој процес? Бидејќи се чини дека не само во земјава, дека и во Бугарија има многу силни обструкции за постигнување на решение со Македонија, кое би ги исклучило, ајде да речеме, историските прашања. Значи, сега во прашањето и од бугарската страна е внатрешно политичко прашање. Мислам дека е премиерот Петков еден прогресивен, добронамерен политичар, многу по-добронамерен во однос на ова прашање од неговите претходници во владата. Меѓутоа, треба да имаме предвид дека е он всушност начело на една повеќе партиска коалиција во која што дел од партиите не ги споделуваат неговите вредности ни идеолошки, ни политички. Тоа е коалиција како секоја друга коалиција политичка, значи на широк спектрум на партии кои што го представуваат доминантното јавно мнение во Бугарија. Знаеме дека доминантното јавно мнение во Бугарија е поврзано со ветото. Така да тоа е еден јазол политички во кој што учествуваме и двете страни, односно двете држави, кој што за да се отплете треба паралелно да се работи во двете на двете нивоа. Премиерот Петков со ретерирањето одредени претходни позиции и со одложување, да кажеме, на ветото, се обидува да отвори врата за формален почеток на преговорите, и тоа би било некаков напредок, и потоа условување на, колку што разбирам, на отварањето на поглави, односно кластери, со одредени менувања на уставот, на начин на кој што бугарите би биле, односно бугарското малцинство во Македонија би било спомнато во преамбулата на уставот, каде што се и другите малцинства, и тоа мислам дека е некој вид на компромис кој што он проценил дека може да го протне низ неговата коалиција и бугарското јавно мнение. Така да, јас во таа призма би го гледал настапот. Мислам дека не се лични проблемите во комуникацијата меѓу Ковачевски и Петков, туку дека се работи за подлабок проблеми. Тие и двајцата се лидери на коалиции. И двајцата се нови, да речеме, релативно на политичката сцена како председатели на влади. Оно што предизвика голема бура е онаа посета на Петков на Битола, бидејќи навистина постои впечаток дека господинот Петков дека е прогресивен политичар кој е ослободен од историскиот наратив кој го имаат останатите бугарски политичари, барем така личи и такви се неговите изјави. Тој секогаш кога зборува за историјата не се задржува премногу, но сепак вели дека ќе мора да се консултира и со сите останати партии во Бугарија, но на посета на Битола е некако како некој исклучок од тоа поведение на Петков, бидејќи од страна на македонските власти беше оценето како јасна провокација и обид од земјава да се изнуди некој одговор кој понатаму потоа би бил користен во тие политички препукувања меѓу двете земји. Како го оценувате вие тој настан? Мислам дека е несреќна ситуација, која што е создадена во сплет од различни околности. Мислам дека одредени фактори од двете страни имаат предизвикано. Прво, тоа е организација која што е регистрирана во Централниот регистар во Република Македонија, и тоа не денес, туку пред 2-3 години. Ова е еден фактор. Се разбира дека историската личност за која што разговараме е контраверзна и буди жестоки чувства и во едната и во другата страна, дека тие чувства не се еднакви, односно не се слични. Посебно буди жестоки негативни чувства во Македонија поради сплет на околности, историски факти. Меѓутоа, мислам дека фактот дека токму сега се случува ова е несреќната околност, и фактот дека во овој момент се обидуваме да создадеме конструктивна атмосфера, а
константно во последните 2-3 години во такви ситуации добиваме провокативни моменти, премногу такви се случуваат за да мислам дека се работи за случајност. Мислам дека одредени центри на влијание и на моќ учествуваат во создавање на вакви ситуации и создаваат до генерирање на негативна енергија и негативни чувства на двете страни, кои што потоа се користат како excuse, што би се рекло за политички позиции. Мислам дека во целиот настан имаше учество и на нашиот протокол, и на нашата држава, и на бугарскиот протокол, и на бугарската држава. Ваков вид на проблеми, две земји кои што се обидуваат да создадат добрососедски односи и стабилно пријателство, би требало да ги решаваат на поинаков, на поевропски начин, отколку со ситуацијата која што се случи пред и после тоа, реакциите. Да. Во поглед на ова што ги спомнавме, посетите на господинот Вархеј и на заменик државната секретарка на Соединетите Американски држави, како што кажавме, има одреден моментум, очигледно е тоа, но сега прашање во контекст на војната во Украина, во поглед на геополитиката, во поглед на значењето на Бугарија во целиот тој процес, мислите ли дека притисокот врз Бугарија пред се од Соединетите Американски држави, кој беше очигледен во изминатиот период, ќе продолжи да биде толку интензивен, бидејќи навистина во сега се сменија малку работите, важно е влегувањето на Македонија во Европската унија, очигледно за Вашингтон дека е важно во поглед на стабилизирање на целиот овој регион, но ми се чини дека важна е и Бугарија. Мислам дека во нашата јавност се преценува левериџот кој што го имаат Соединетите Американски држави во однос на ова прашање. Не зборам генерално за политички и геополитички теми, туку за притисокот, односно можноста да ја притиска Бугарија, за да Бугарија го крене ветото. Мислам дека е тоа претерување, дека Америка секако Бугарија и Америка се стратешки партнери, тие се дел од истиот блок, НАТО и така натаму, меѓутоа се работи тука за европско прашање во кое што чисто Бугарија има вето во однос на одлуките за проширување на Европската унија, Америка не е членка на Европската унија. И тука завршува приказната во однос на тоа дали Америка може да ја натера Бугарија или било која земја да го крене ветото, односно да ја крене рампата. Мислам дека на тоа се жале и самите бугарски политичари, имаат повеќе изјави дадено дека врз нив се врши притисок. Се врши притисок, меѓутоа го немаат кренато ветото, така да тој притисок не носи до одредена... Не е успешен. За тоа и го велам токму, дека се преценува можноста да преку вршење притисок одредена земја, посебно земја во која што 67 или 8% од населението го поддржуваат ветото, дека ќе го крене ветото. Тие се политичари исто како нашите, ги гледаат анкетите и рейтинзите, тоа е метриката за политичари. Како мислите дека го кренат одма ветото под притисок на американците или така тоа се перцепира, ќе ги изгубат изборите утре. Така да мислам дека ова малце пореалистички треба да ги согледуваме. Политиката не функционира баш така како што сакаме ние да разговараме некогаш, не е се така лесно. Мислам дека се работи за процес во кој што јавност на Бугарија треба се спреми. И мислам дека премиерот Петков со одредени поместувања на дискурсот од политички на поконкретни параметри. Значи, многу е тешко да се договорат Македонија, Бугарија или било кои две земји. Заборавете Македонија, Бугарија, било кои две земји за историја. Што има, мислам, кој е начинот на договарање за историја? Може да се договорат луѓе за утре, не можат за вчера да се договорат, можат да се договорат дека овие поместувања ќе се направат во однос на политиката, во однос на политичкиот систем. Така да мислам дека тоа многу попродуктивен начин да гледаме на ова, отколку дека Бугарија под притисок на
странците, односно германците, американците ќе направат големи концесии, мислам дека тоа нема да се случи и не се случи. Се разбира дека ситуацијата во Украина креира различен геополитички контекст, многу работи се имаат сменето во овие 2-3 месеци. Мислам дека односот кон Западниот Балкан и Македонија посебно во случајов исто така се има сменето. Дали тоа ќе резултира со почеток на преговори, се уште зависи од тоа дали ќе има крај на ветото, има некои навестување дека тоа може да се случи. И посетата на господинот Вархеј, ја гледам во таа насока, во фацилитирање на овозможувачкиот контекст да се дојде до формална одлука за почеток на преговори или закажување на меѓувладина конференција, која што се уште не е отварање на преговори, и изнаоѓање на формула во која што одредени други чекори би биле направени меѓу формалната одлука и отварањето на првото поглавје. Мислам дека е тоа конструктивен приод. Дали ќе најде на одобрување на двете страни, не знаеме, ќе видиме, јуни е блиску. Ќе покаже времето и мислам дека е тоа предизвикот, да дојдеме до некаков помак, бидејќи недоаѓањето до било каков помак ќе предизвика политичка нестабилност, веројатно криза во Македонија и во Албанија. Мислам дека е веќе 2 години под исчекување на решавање на овој спор и ќе покаже губење на иницијатива од страна на Европската Унија. Фактички Европската Унија ќе изгуби уште повеќе влијание и во јавниот дискурс и во јавните перцепции, меѓутоа и кај политичарите ќе стане нешто што е веќе рециклирано и безнадежно. Да. Во поглед на украинската војна ќе поразговараме малку за тоа. Прво сакам да го искористам вашето присуство во Словачка. Вие сте физички доста поблиску до Украина таму и Словачка како земја. Кажете ни прво за самата атмосфера каква е во источна Европа во поглед на оваа војна, бидејќи таму, како што читам, да речеме во Полска или во Молдавија, веќе таму има и некакви действија, дека таму се навистина загрижени тие земји, дека постои можност руската агресија да се прошири понатаму на кај запад. Да, во земјите кои што се соседни на Украина, од почетокот на кризата до сега имаат поминато околу 5 милиони украинци, што е, само за споредба, тоа е всушност вкупното население на Словачка, околу 5,5 милиони. Во моментов, тоа 3 од овие 4 земји се дел од Шенген зоната, така да постои од кога ќе влезат во Шенген зоната, голем дел од нив се опетуваат во други одредишта, односно во други земји, фактички транзитираат преку соседните земји. Најчесто одат во центрите каде, бидејќи така функционираат бегалските линии, најчесто бегалците одат онаму каде што имаат некакви врски. Диаспората е најчесто одредиште и тоа се случува во сите вакви кризи. Значи транзитираат најчесто према Германија, Италија, Шпанија и Франција, кои што се некои центри на украинската диаспора во Западна и Јужна Европа. Меѓутоа, голем дел од нив, околу 1.600.000, имаат во моментов за солниште на територијата на Полска, бидејќи Полска е центар во кој што има и пред војната 1,5 милиони украинска диаспора. Значи, ова збориме чисто од призма на бројки, ова се огромни бројки, не се споредливи со ниту еден друг контекст. Ова е некој преседан после Втората светска војна, се нема случајно во толку краток период движење на толку многу луѓе. Никаде, дури ни во
бивша Југославија, односно војните во 90-тите години, размерот на бегалските движења е неспоредливо поголем во случајов, и тоа се приметува во секој чекор. Ако излезете и во Варшава и во Братислава на улица, ќе наидете на многу автомобили со украински ознаки, украинци. Постои барем во овој период од 67 дена солидарност, односно прифаќање од локалното население. Имате на многу места знаци, многу згради, јавни згради имаат истакнато се уште украинско знаме и осветлување. Во многу продавници има знаци на украински јазик кои што им пожелуваат добре ден на украинците, и тоа е атмосферата во главно. Што е во поглед на таа војната психоза, бидејќи Словачка како членка на НАТО и како и останатите членки на НАТО даде и директна војна помош на Украина, меѓу останатото за македонската јавност, да може би некој не знае, и Македонија даде директна војна помош. Словачка даде доста поголема, тие го дадоа С-300 противвоздушниот систем. Читам дека се подготвуваат на Украина да и продадат и артилериски орудија, да ги поправаат украинските тенкови. Постои ли во Словачка таква една психоза дека можеби Русија би можела да ги нападне и останатите земји, директно да бидат вклучени тие во војната? Значи и Словачка и Чешка во 1968 година биле нападнати од русите, таа историска од Советскиот сојуз, да. Од Советскиот сојуз. Меѓутоа така тоа се перцепира тука, и оваа епизода, односно украинската војна, директно асоцира на таа ситуација. Тоа е една генерација, нели? Постојат споменици и во Прага и во Братислава, кои што потсетуваат директно и на многу темелен начин на таа болна и мрачна епизода за словачкиот и за чешкиот народ. Постои огромна корелација на тоа со денешнава ситуација, и се разбира дека соседите имаат во случајов, значи и Словачка, и Романија, и Полска имаат цврст прозападен став во случајов, односно се дел од НАТО коалицијата. Јавностите се скоро, јавното мнение е цврсто на страната на Украина во конфликтот, односно против руската страна, и тоа не е само резултат на конфликтот, тоа како функционираат овие општества. Овие се општества кои што се релативно во висок процент договорени меѓу себе околу тоа која им е стратешката одредница, така да и стравот од Русија одредени историски сеќавања, и меѓутоа и малку геополитика, бидејќи Словачка и Украина делат граница. Таа граница станува доколку Русија окупира целосно Украина, што е едно од сценаријата кои ги разгледуваме од почетокот. Таа граница ќе стане граница со Русија, што секако дека не е во интерес на ниту една од овие држави. Да. Како гледате на европскиот одговор на руската закана? Се чини дека најголем проблем е тука енергенсите и гасот. Германија е една од земјите која е најмногу зависна. Вчера видовме дека полските власти, например, кажаа дека тие имаат целосно алтернатива, дека не им е проблем целосно да го откажат рускиот газ. И во различни земји, како и во Бугарија, да речеме, имаме различни ставови. Од друга страна, излегува ние информации дека околу 300 милиарди или беа, ми се чини дека се дадени на Русија како плаќање за рускиот газ во изминатиот период. 300, може би греша, може 30 беа, додека трае агресијата врз Украина. Значи, тука има и критики за Европската Унија на начинот како се справува со ова. Велат, додека и помагате на Украина, се уште го купувате рускиот газ. Сега мислам дека прво
нашата јавност да разбере, Европа мора да купува руски газ, посебно во зимските месеци, некаде околу 30 до 40%, зависно од годината, од снабдувањето со газ во Западна Европа е руски газ. Тој теоретски може да биде заменет со норвешки газ и со други извори, меѓутоа тоа ќе доведе до значително поскапување. Енергетскиот сектор е зависен од рускиот газ, меѓутоа уште побитно од тоа, секторот, резиденцијалниот сектор, секторот на домување е целосно зависен од греење, во кое што газот и во случајов рускиот газ е енергенс. Значи ќе останат незагреани домови во полно германски, па преку тоа и во другите градови и земи во Европа, и тоа го прави до некаде неизбежно тргувањето со руски газ во овој момент. Значи, вие знаете дека сите други енергенси, освен газ и нафта, се предмет на санкции, бидејќи доколку го прекине снабдувањето Германија денеска целосно, тоа ќе доведе до значителни проблеми во самата Германија. Меѓутоа, тоа што ќе се случи е известно, дека војнава, односно руската интервенција, ќе доведе до многу побрзо енергетско осамостојување на Европската Унија од тоа што беше проектирано претходно. Осамостојување значи намалување, односно минимизирање на зависноста од руските енергенси. Тоа веќе е известна политика во која што се поставуваат одредени таргети, политички и временски. И во која што во наредните 5 до 10 години улогата на енергенсот газ, односно руски газ, и во индустријскиот и во резиденцијалниот сектор во Европа ќе биде значително намален до мерка до која што Русија нема да може да го користи како политичко орудие, односно како метод на вршење било каков притисок. И мислам дека е тоа контраефектот, главниот контраефект од целава руска инвазија, дека на долг рок ќе предизвика верижни настани кои што работат против нејзиниот интерес во однос на снабдувањето со енергенси. Така да, мислам, добро, еден дел од прашањето беше што се случува со тргувањето меѓу Германија и Русија. Мислам дека Германија мора се уште да тргува со Русија, а Русија секако мора да продава, бидејќи тоа е главниот извор на финансирање. Не само на војната, туку на економијата, продажбата на суровини. Меѓутоа, вториот дел е тоа што е по-драматично и тоа што ја разбранува јавноста оваа недела, е дека во минатите 7 години од кога постојат, значи од првиот конфликт во 2014 година, дека Германија, Италија, Франција и 10 други земји продолжиле и под ембарго продолжиле да ја продаваат воена опрема и техника на руската војска, која што денеска се користи во Украина. Ова е еден извештај кој излезе пред неколку дена. Се работи за некоја сума од 250 милиони евра. Значи, и тоа предизвика огромна бура на реакции, посебно во однос во Германија, во однос на улогата и начинот на кој што Германија и европската страна начално се поставуваат во конфликтот, и мислам дека тој притисок ќе донесе до подраматични промени во однос на Германија и Русија, кој што во односите меѓу Германија и Русија на краток рок. Да, веројатно германскиот канцелар Олаф Шолц затоа сега на некој начин компензира зашто Германија ќе даде за прв пат тенкови на Украина. Да, господине Бију, ви благодарам за овој разговор, за ова анализа и се гледаме наскоро. Се гледаме, поздрав. Благодарам. Да, ова беше Бесим Небију, политички аналитичар. Зборувавме за повеќе теми и во едном последен гостин во ова студио 10.
Почитувани, ви благодариме на вниманието. Останете со програмата на Телевизија 24.